Правени се сериозни лупинзи во надворешната политика, укажувавме сите на тоа, меѓутоа немаше никаков слух од таа страна, се фали на карта на САД и Трамп. Се започна со одвојувањето или збогувањето на Мицковски со Европската унија, затоа што не пројде приказката која што на почеток ја продаваше, тоа е дека може да се избори, земји го подржуваат да имаме одложено действие со уставните измени. Уште во октомври минатата година дојде фон дер Лајен како претседател на Европската комисија и сега во дипломатијата, вие тоа исто добро го знаете, многу се битни посетите, она го посети регионот на Западен Балкан, 6 земји, и по посетата, по начинот на посета, која прва земја се гледа, нели, каде се става акцентот, ние секој шпето бевме први. Во Албанија, која што веќе се одвојуваше, остана долго, дури и преноќи, кај нас остана, верували или не, 210 минути. И си замени, тогаш беше јасна пораката. Стигнуваше порака и од новата еврокомесарка за проширување од порпоролката на Европската комисија дека нема одложено действување, тоа се приказки кои што доаѓаат од влада. И тогаш се стави на карта, одиме према САД, одиме према Трамп. Јас денеска ги извадив на Facebook најавите на Мицковски, значи прво Македонија е најважниот стратешки партнер на САД. Ова не е веќе стратегија за општински комитет во ВМР допонела, ќе се прави стратегија од цела Македонија како ќе се прикаже на јавност дека е он близок со Трамп, дека со него Илон Маск, Џо Роган дневно комуницираат со него, и за NBA, и Лейкерс, гледат Дончич, Јокич, комуницираат со него, он е близок. Потоа кажува дека соработката не е на обично ниво, не на високо ниво, на ултра високо ниво. И доаѓаме до една, за жал сега веќе теза која што и се смејува, тоа дека ние сме го запоседнале Вашингтон, дека сега битката е кој е второ и трето место и дека нека се тепат другите, бидејќи ова е новото нормално.